Семејно насилство и фемицид или убиство на жени, народниот правобранител минатата година имал полни раце работа со овие два вида на насилство. Дури 9 случаи на семејно родово базирано насилство имало изминатава година. Токму за овој вид на насилство пристигнале и пријави од граѓаните, но и од 24 здруженија на граѓани и 63 активисти. Тие главно се жалеле на ненавремената реакција на надлежните власти. Тоа е семејното родово и базирано насилство. Фемицидот, како најтешка последица на семејното насилство, беше причина за смрт на неколку жени во изминатата година. Според правобранителот, во однос на случаите на семејното насилство биле констатирани ненавремена реакција на полицијата и несоодветен одговор на социјалните служби. Народниот правобранител, поступувајќи по предметните случаи на фемицид, констатира пропусти во институционалната реакција, заради што е потребно да се обезбеди превенција и координирано системско следење на семејствата со ризично однесување. Голем број пријави пристигнали и за загадување на животната средина. Во однос на загадениот воздух се споменува за несоодветни одговори од институциите за работата на депонијата Дрисла, за Вардариште, пожарот во Трубарево и за пластиката низ реката Вардар. Заштитата на животната средина останува еден од главните предизвици на нашето работење. Од причина што иако државата е должна на сите да им ги обезбеди уставно загарантираното право за живот и здрава и чиста животна средина, сепак минатата година и понатамо имавме екстрено загаден воздух во поголемите градови од државата. По области, правосудството е на прво место со 307 представки, втори се потрошувачките права со 264, работните односи со 213 и четврти детските права со 198. Во однос на 2024 година пак намален е бројот на представките до правобранителот. Во извештајот на Омбудсманот се споменуваат проблемите на граѓаните со извршителите, работните односи и правата на децата, загрозените права на лицата со попреченост при гласањето на последните избори, но и на поднесените представки за добивањето социјална заштита и за незаштитеност на работничките права. Идната година, вели правобранителот, ќе се работи на поголема заштита која треба да им се понуди на жртвите и поголема ангажираност на државата за нивната сигурност. Предлагаат отворање на повеќе шелтер центри за нивно згрижување, но и обуки за кадрите за да навремено реагираат кога ќе се посомневаат за вакви случаи.